130 милиони евра приход за една година завршиле на сметките на 4 компании во Виница. Купот милиони на градот од само 10.000 жители му го донесоа признанието економски гигант во споредба и со многу поголеми средини. Стои во анализата на Фактор. Според истата анализа, Виница е економско чудо, според резултатите, но и според динамиката на трансформација, зашто земјоделието и оризовите полиња овде речиси нечујно се заменити со профитабилен бизнис. Најпрофитабилна компанија во Виница е австриската Wienerberger, која во светот на градежништвото е позната како врвен производител на градежни материјали, а пред се керамиди. Лани, оваа фирма која е собственост на Тондач, остварила приход од 9,6 и профит од 2,8 милиони евра. Според приходот, сепак најголема виничка компанија е Dadi Oil, која е специјализирана за транспорт на нафтени деривати. Успехот на Dadi Oil е сон на многу бизнисмени, бидејќи лани приходот бил огромни 81,4 милиони евра, а профитот е 1,4 милиони евра и е за 4 пати поголем од претходната година. Друга гордост на виничани е гигантот Мак Прогрес, производител на колачи, вафли и палети на сладки деликатеси. Мак Прогрес лани управувал со 30 милиони евра, од кои 1,1 милион евра останале за семејството Цветанови. Освен досега наброените 3 големи фирми, успешноста на Виница се заокружува и со Агровин, компанија која тргува со земјоделска механизација. Потоа Мебелви, Ромеро Витро, Партнер, Дади Компани, Термостил и уште неколку други на вистина успешни фирми. Овие фирми успешната слика за виничкото стопанство ја прават на вистина голема, но според нас едно од клучните прашања е дали граѓаните на Виница паралелно со успехот на овие фирми живеат подобро. Фабрики има, сите работат, али платите се катастрофа. Најголема криза има туку во Виница. Кој знае, не е како што викат. Дека е така. Зошто? Платите се маленки, платите се маленки, а да е богата. Фирми има, ама преработување слабо. Зашто бегат по Италија, по Германија и таму, значи нема работа. Като нема фабрика, што ќе работат лајци? Народот многу работи, стануват, сеат, жнеат, копат и затоа имат стока, чуват, иначе лежи лебе нема. Јас изимам друга држава, сам работил, тат си пара ми дао, тоа ништо не ти. Овие одговори не се изненадување, зашто од друга страна досега не сме слушнале дека во Виница се живее барем приближно како во Баварија. Големите профити се уште одат на една, а минималната плата и живеачка на друга страна.